Денес православната црква ги празнува светиот апостол Тадеј, светата маченичка Васа со незините деца, Теогни, Агапи и Пист и светите праоци Авраам, Исак и Јаков. Светиот апостол Тадеј, еден од 70-мината, но не оној Тадеј кој бил еден од 12 апостоли. Светиот Тадеј прво го видел и го чул Јована Крстителот и примил крштение од него, а потоа го видел Господа Исуса и го следел. Господ го вброил во 70 помали апостоли, кои ги испратил двајца по двајца пред лицето свое. По своето славно воскресение и вознесение, Господ го испратил Тадеја во Едеса, неговото родно место, а според своето ветување на кнезот Авгар, кое Господ му го дал кога му го испратил убрусот со ликот свој. Со целивањето на тој убрус, Авгар бил исцелен од губата, но не сосема. Малку губа му останала уште на лицето. Кога светиот Тадеј му се јавил на Авгара, овој го примил со голема радост. Апостолот Христов го поучил на верата Христова и потоа го крстил. Кога крстениот Авгар излегувал од водата, паднал и остатокот од губата од него и потполно оздравел. Прославувајќи го Бога, кнезот Авгар сакал и неговиот народ да го познае вистинскиот Бог и да го прослави. И кнезот ги повикал сите граѓани на Едеса пред апостолот Свети Тадеј да ја чујат проповедта за Христа. Слушнувајќи ги апостолските зборови и видувајќи го својот кнез чудесно исцелен, луѓето ги отфрлили идолите и нечистото живење. Ја примиле верата Христова и се крстиле. И така градот Едеса се просветлил со верата Христова. Кнезот Авгар изнесол многу злато и му го понудил на апостолот, но Тадеј му рекол: кога своето го оставаме, како туѓо да примаме. И светиот Тадеј го проповедал Евангелието по Сирија и Феникија. Се упокоил во Господа во градот Вирит Феникиски. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера, таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антони Блум. Светата маченичка Васа со незините деца, Теогни, Агапи и Пист. Васа му била жена на некој идолски гадач, но таа била тајна христијанка. Своите синови ги воспитувала во христијански дух. Самиот маж ја намразил поради верата и му ја предал на судијата на мачење заедно со синовите. После острите маки, незините синови биле со меч исечени. Васа била радосна што ги видела своите синови, како честно го завршиле својот маченички подвиг за Христа. И самата со уште поголема волја пошла од мака на мака. Кога ја фрлиле во морето, ангели се појавиле и ја одвеле до еден остров во мраморното море, каде што била со меч исечена, во времето на Максимијан. Така светата Васа двојно се удостоила со царството Христово и како маченичка и како мајка на маченици. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така.
Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Светите праотци Аврам, Исак и Јаков се споменуваат и во неделата на праотците пред Божик како праведници и угодници Божји. Поуки од светите отци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх грузиски Илија. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот најмногу страда од мислите што не му се потребни. Старец Тадеј.